Почитувани граѓани, почитувани новинари. Секој потек, секоја одлука и секоја политика на СДСМ е и ќе биде исклучиво во функција на граѓаните и во интерес на државата. За нас најважни се граѓаните. Секој одлагање на изборите подалеку од крајот на јуни е туркање на земјата во нова, голема политичка криза, економска и здравствена исто така. За СДСМ во овој период клучни се три приоритети. Прво, заштита на здравието на граѓаните. Второ, нова брза трансформација на економијата. И трето, функционални институции кои ќе се гарант за силна демократија. Сите досегашни параметри укажуваат на тоа дека епидемијата е ставена под контрола. Македонското јавно здравство одлично се справи со досегашниот тек на епидемијата. Го заштитивме здравието на граѓаните, но и ја вративме довербата во институциите. Веќе го живееме новото нормално. Време е таа нова нормалност на здравствен, економски, но и на демократски план да ја обезбедиме. За нова и брза трансформација на економијата и целосно функционални, легитимни и одговорни институции кои ќе се гарант за силната демократија и затоа потребни се избори во првиот можен термин. Предвремените парламентарни избори, кои веќе се распишани и еднаш заради пандемијата одложени, треба да се одржат во првиот можен термин, а предизборната кампања да биде усогласена со заштитни протоколи и епидемиолошки стандарди, особено на денот на изборите, но и пред изборите. Протоколите со заштитни мерки за средби, состаноци, курсеви се веќе објавени од комисијата, усвоени од владата. Комисијата ќе објави протоколи за спроведување на предизборна кампања и за одржување на изборите. Сите ќе се построиме по нив и ќе спроведеме најпрофесионални избори и кампања со сите заштитни и безбедносни механизми. Гласачкото место ќе биде најстрого обезбедено со сите заштитни мерки. Ние сакаме избори кога вирусот е најмногу под контрола, со највисоки мерки на заштита и без ризик по здравието на граѓаните, со цел да воспоставиме нормална работа на парламентот со пол мандат од граѓаните и на извршната власт, односно владата, за да можеме да се втурнеме со сите сили во рестарт на економијата. Мицковски и ВМРО ДПМНЕ бегаат од избори и се плашат од соочувањето со граѓаните. Сакаат неизвестност, блокади, нефункционални институции, криза и закани по граѓаните. Тоа нема да го дозволиме. Нема да дозволиме нивното неодговорно однесување да ја втурне земјата во лош правец. Исто како што не дозволивме тоа да се случи и за време на здравствената криза. Мицковски лажеше дека нема доволно тестови. Изјавуваше дека СДСМ ја посакувала пандемијата, короната и оваа здравствена криза. Се подсмеваше со состојбите. Поднесуваше кривични пријави против Венко Филипче и останати авторитети. Се шираа невистини дека 140.000 луѓе останале без работа, а фактите го демантираа дека тоа се само 8.000. Ширеше невистини додека целата јавност ги гледаше неговите слики и снимки од теретани и прошетки по водно. Дури и прогласувањето на втората вонредна состојба Мицковски ја оцени како противуставна. Мицковски знае дека нема да стане ниту мандатар, дека нема да биде ниту премиер. Знае, и тоа сите го знаат, дека ВМРО ДПМНЕ ќе ги изгуби изборите кога и тие да се одржат. Избори мора да има пред се заради здравието на граѓаните, заради новата економија за која се подготвуваме, заради институциите кои што треба да им служат во полн капацитет на граѓаните и заради новата нормалност која мораме веќе да ја градиме како можност.
Следната недела нема бегање. Одредуваме датум за избори во овој период во интерес на граѓаните. Ќе ја чуеме комисијата и сите ќе се построиме според нивните правила, протоколи, мерки, препораки. Нема да дозволиме еден неспремен и некадарен политичар како Мицкоски да ја попречува новата нормалност, да ја одолговлекува целосната функционалност на сите институции во земјата и да ја спречува создавање на услови за трансформација на новата економија. Благодарам.